Јасмина Јошевска ова утро, гостинка, јубилеен хуманитарен настан, односно хуманитарен настан по повод јубилеот 10 години творештво. Современ македонски писател во ова време во кое малку се чита, е многу тешко да се биде автор, многу тешко да се биде дел од она нишка на културата, па ќе ја прашаме гостинката, прво ќе кажеме нели добро утро, Јасмина. Добре дојде во нашето студио. Каков е предизвикот во денешно време во ова електронска виулица во која што живееме, да се пишува книга? Има ли кој да ги чита книгите? Има. И сум задоволна од својата публика која верено ме следи сите овие 10 години. Има и нова публика, има интерес. Доволно е што ги добивам пораките после секој настан, после секоја прочитана книга, зашто доста се емотивни моите книги, се работи за една убава одисеја од почетокот до сега. Мислам дека се она што се трудам да го долувам, го изразувам преку нив книгите, а луѓето што ме познаваат и не ме познаваат, сепак ме запознаваат преку пишаниот збор, се задоволни, а ја задоволна од нивниот коментар после тоа. Кој чита книги повеќе? Повозрастните, средната генерација или најмладите? Нема многу нека граница на тоа, меѓутоа некако помладите како повеќе да ми се поврзани со читањето, затоа што наидувам посебно во последниот период на помлада публика. И задоволна сум што сепак постои интересот да се прочита нешто повеќе, да се осознае новиот писател, сепак за некој си нов, за некој си веќе постоечки. Предизвикот е сепак убав. Уште еден предизвик се 10 години творештво, цела деценија со пишаниот збор. Каде наоѓате инспирација? Како се случува она што се преточува на хартија? Инспирацијата доаѓа секојдневно од погледите на луѓето, од насмевките нивни, од нивната тага, сепак не се пишува секогаш се во убаво. Меѓутоа сето тоа знам да го преточам во еден пишан збор, кој што после допира како едно четиво, зависно од расположението на читателот како го чита. Тие има на секаде околу мене инспирацијата. Настанот, како помина настанот, да го прераскажеме? Настанот беше преубав во Музеот на македонската борба, затоа што и самата атмосфера таму ми долови повторно да сознаам дека постојам за да ги правам тие настани, да помогнам некому секогаш кога можам. Тоа го правам еднаш годишно, кога имам две нови изданија, кога едно, зависно од тоа каков период следел во мојот живот. Меѓутоа, за сите овие години успеав едноставно да се созреам себе си преку сето ова што го правам, да ги барам работите да се уште подобри од претходните, за да направам нешто многу подобро во споредба на претходното. Самата си барам инспирација за нешто подобро. Животот е борба, пишувањето е борба. Имаше ли символика местото на одржување на настанот Македонската борба, Музеот на Македонската борба? Сите ние водиме некаква борба во животот и сега од нас зависи дали ќе ја јадеме кората на лимонот и ќе биде горчлива или ќе направиме лимонада па ќе не освежува. Така научив дека сите сме диаманти, меѓутоа дали ќе светиме зависи од самите нас. Нашите дела многу повеќе говорат од секој збор што ќе го искажеме. Најновата книга за деца е Сандали без пари, ја имаме тука, ќе ја покажеме, вака ќе се обидеме да доловиме барем она, да го доловиме барем она што е на корицата на книгата. Што содржи оваа книга? Мојата гордост едва ја дочекав детската книга, затоа што се работи за дел од моето детство поминато во Крушево. Како треба децата да не се делат на сиромашни и богати, како да се насочат кон вистинските вредности на љубовта кон семејството, да се расте со љубов на родителите, на бабите, дедовците. Така да, зошто е Сандали без пари, зошто на времето, кога требаше да се оди некаде на свадба, и да немаа пари, ќе ти купеа, ќе ги почекаја, ќе ги платат тие сандали или било како, и пак ќе направиа да детето е задоволно и да биде онаму каде што треба да биде. Тоа е сепак многу поучна приказна, морални поуки има внатре, вреди да се прочита и секој дете да ја знае. Сега уште еден предизвик за еден македонски автор е преводот на неговото дело на некој од странските јазици. Ако опкружувањето, ќе кажеме ние,
ментално поблиско во однос на сваќањата и во однос на случувањата, во однос на секојдневието, сепак да се преведе на англиски, на германски, на француски јазик е многу потешко, или барем така изгледа, да се долови на некој друг свет, каков е нашиот свет. Едно од твоите дела или Остани, од Јасмина Јошевска, е преведено на англиски јазик. На каква критика најде ова дел? Делото е најново и се уште не сум успела да дојдам до нешто повеќе да зачекорам натаму, меѓутоа доста труд требаше и доста години за да го направам ова. Успеав со ученици од Педагошкиот факултет во Битола, Ирина Мицевска посебно ја поздравувам зашто го прифатија предизвикот да се направи делото на англиски. Нормално дека требаше еден добар тим за да го сработи тоа. Меѓутоа се надевам дека понатаму со ова дело, макар електронски или вака издадено, ќе успеам да ги пречекорам границите наши, за да можат да видат и понатаму некои други луѓе, што всушност имаме ние тука. Да можам да представам ова нашето некаде на друго место. Јасмина Јошевска, современ македонски писател и современа македонска писателка, гостин во Македонија наутро по повод јубилеот 10 години творештво, за кој имаше и еден убав настан во Музеот на македонската борба. Благодариме за гостувањето. Се надеваме дека ќе ги отворите вратите, дека бариерите ќе бидат пробиени и кај нашата публика, и кај оние што сакаат да бидат автори кај нас помладите, а се разбира и во меѓународни рамки. Благодариме уште еднаш. Може да ве поздравам само со една кратка порака. Небитно каде сте, дали сте на врв или сте на дно, секогаш останете човек. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме за гостувањето.